Приватните превозници ќе се вратат на скопските улици, ама кога се уште не знаат, зашто допрва ќе се реформира јавниот превоз. Ова е епилогот по 4-часовната средба, каде на иста маса за прв пат досега седнаа приватните превозници заедно со градоначалничката на Скопје. Тие по средбата излегуа задоволни од понуденото, но договор велат се уште не е постигнат. Детали барем за сега не откриваат, но велат дека добиле совети и надеж дека оваа средба ќе вроди со плод. Најави е уште една со Данела Арсовска, која треба да се случи кон крајот на оваа недела. Средбата помина во најдобар ред. Останува сега на нас превозниците да најдеме решение да се реформираме на одреден начин, да ги послушаме советите што ни се дадени за да се вратиме на скопските улици. За долгот кој ЈСП го има кон нив, вела дека не разговарале во детали, но се барал начин да се вратат во јавниот превоз и да се договорат како и кога ќе им бидат исплатени парите за 6 месеци кои им ги должи јавното предпријатие. ЈСП треба да го плати тој долг, така да почекаме да видиме што ќе се случува понатаму. Се имаме договорено, се и како што треба. Превозниците за сега немаат понуди на кои линии би возеле, ниту па кога точно би почнале. Важно е вела дека блокада на сообраќајот нема да има. Преговорите со приватните превозници тргнале од мртва точка, меѓутоа официјален договор и натаму нема. Превозниците се оптимисти дека наредниот период ќе се изнеде решение. И додека се чека приватниците да се вратат на скопските улици, по дебелиот крај паѓа врз гребот на граѓаните, кои се приморани со сати да мрзнат чекајќи автобус. Инаку приватниците пред 2 месеци престанаа да возат, зашто град Скопје им ги раскина договорите.